Министерството за култура ја објави новата програма. За новата репертоарска година предвидено е да се финансираат 3 театарски представи. Три сестри од Чехов во режија на Јован Ристовски, Амадеус од Питер Шефер во режија на Хрват од Иван Лео Лемо и Патувачкиот оркестар на Шопаловик во режија на Билјана Раудиновска. Ристовски и Лемо и претходно имаат поставувано театарски представи во Штип. Годинава не се предвидени патувања надвор од државата, ниту пак средства за реконструктивни зафати. Со 143.000 денари ќе се јакне лековната дејност во градот, а штипјани ќе може да проследат и фестивал на традиционални влашки игри, песни и носии. Од другите проекти добивме доста интересни понуди за ликовната уметност, значи граѓаните на Штип имаат шанси да погледнат малку повеќе не само сликарства, туку и изложба на скулптури, неколку скулптури. Мислам дека имаме 3 изложби такви. Добивме дел и за музичката уметност, малку недостасуваат средства за литературната дејност, кои што во овој случај ќе мора да ги изведеме од наши средства. На Штипската библиотека и се одобрени 13 проекти. Најмногу средства се одобрени за библиотекарското катче за слепи. И оваа година со државни пари ќе се финансираат проектите Нопсо Андерсон, Инфобусот, достапност до книги на инвалидизираните лица, а ќе се изврши и промена на делот на дворешната столарија на Штипската библиотека. Околу 1 милион денари ќе чини одржувањето на археолошкиот локалитет Баргала. Предвидени се археолошки истражувања на железнодопскиот тулум Бабите, како и конзервација на фасада на куќа на улицата Крсте Мицирков. Со средства од буџетот, годинава ќе се подржат 55-тото издание на ДАФ, ратевските бамбурци во Беровско, зелникот на Баба во Пробиштип, теракотните икони во Виница ќе се презентираат во Белград, фестивалот за деца Малиот принц, а штипските библиотекари ќе ја промовираат македонската култура во Задар. Најголем инфраструктурен проект во регионот ќе биде реконструкцијата на Центарот за култура во Кочани, што ќе чини 13.500.000 денари.